Сите вие кои што ја следевте она моја серија од 7 дела, веќе беа, знаете дека се задржавме и стана збор за околу одржување на здрав мозок како орган, како клучен орган и со тоа и здрав ум. И видовме како сето тоа може да се направи, како можеме да го сочуваме во вистинско целосно здравје, за да можеме да му служиме целосно на Бога. Ова ќе биде нешто во контекст на тоа, значи може да наречете и здравствена тема, меѓутоа не е толку, колку што беше таа цела серија, но ќе се однесува токму повторно на умот, затоа што знаете дека тоа е командниот центар, тоа е орган кој што управува со се друго и затоа е борбата за умот, значи затоа големата борба меѓу ѓаволот и Бога се води токму околу тоа кој ќе го има умот. Насловот на темата е "Чувај го своето срце", според еден стих во Пословици. Но ќе почнеме со Ефесијаните 5:27. Ефесијаните 5:27, стихот вели: "И да ја представи пред себе славната црква, која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна." Господовата црква е опишана како света и непорочна. Нешто слично е, пак доаѓаме до оној речник кој што се користи во Откровение 14 глава, каде што се дава описот на 144.000, оној остаток на последното време. Но да читаме сега во Матеј 5:8, Матеј 5 глава 8 стих, дел од блаженствата, од проповета на гората. "Блажени се чистите во срце, зашто тие ќе го видат Бога." Значи, Божјата црква треба да биде света и ќе биде, значи, света и чиста. Овде се вели едно од блаженствата дека оние што се со чисти срца, тие ќе го видат Бога. Евреите 12:14, има малку сличен стих. Послание до Евреите, 12 глава, 14 стих. "Стремете се кон мирот со сите и кон светоста, без која никој не може да го види Господа." Чистота, светост. Светост на срцата, чистота на срцата, затоа што без таа светост и чистота не можеме да го видиме Господа. Нема спасение, нема вечен живот. Да го спомнам и оној стих кој што денес го читавме во 2 Петрово 3:14, некако и тој се вклопува. 2 Петрово послание 3:14. Затоа воздумени доека го очекуваме ова, значи доека го очекуваме Христовото доаѓање, погрижете се тој да ве најде чисти и непорочни во мир. Повторно. Чисти, непорочни, свети. А ако срцето, односно, која Библијата зборува за срцето, се мисли на умот, е чисто, односно не е чисто, тогаш не може да ви биде и чист животот. И сега сме кај оној стих Пословици 4:23, врз основа на кој е и насловот на темата, Пословици 4:23, да се подсетиме. Кој стих гласи: "А над се", че најбитно од се, "чувај го своето срце, зашто животот извира од него." Библијата не поучува да го чуваме своето срце, своите умови.
Што всушност значи тоа? Да го чуваш своето срце. Да го чуваш карактерот, мислите, чувствата, нали го градат моралниот карактер. И во сето ова, во целиот овој процес на очистување, затоа што нашите срца не се од старт чисти, главна улога има Светиот Дух. Еве ќе читаме во 51-иот псалм, покајничкиот псалм на Давид. Пеесет псалм, 10 до 13, да ви послушаме овие зборови од неговата молитва. Боже, создај ми чисто срце. Че Давид многу добро знаел што е клучното и што треба. И постојан дух обнови во мене, не ме отфрли од Твоето лице и не одземај го Твојот свети дух од мене. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. И ова е интересно. 13 стих, ќе ги научам беззакониците на Твоите патишта и грешниците ќе Ти се обратуваат. Потребно е чисто срце, потребно е Господ да создаде чисто срце, да го очисти срцето, нашиот ум, да пребива, значи да се настани во него Светиот Дух, и само тогаш ќе можеме да имаме онаа радост на спасението, или како што вели Павле тамо, радувајте се секојаш, велам радувајте се, нешто ве подсетува се ова на нешто од претходната поука. И само во таков случај, и тогаш ќе можеме да ги придобиеме беззакониците, одnosno Господ преку нас. Да може да допри до нивните срца и да се обратуваат. Светиот Дух, како што гледаме овој текст, да не читаме и 2 Коринќаните 3:18, знаете дека тој стих е стихот кој што вели, ајде ќе се подсетиме на него, второ послание од Коринќаните 3:18. Никој нека не ви измамува, ако некој... не, се извинувам, тоа е прво, второ послание. А ние сите со откриено лице ја одразуваме Господовата слава и се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, како што тоа го прави Господовиот Дух. Таа преобразба, тоа растење од слава во слава, тоа чистење на нашето срце, го прави Духот Свети. Клучна улога ја има тој. Но, што ако нема Светиот Дух соработка од наша страна, може ли нешто? Второ послание до Коринќаните 10:5. Тука сме сега, значи, во 10 глава 5 стих. Па ги рушиме мудрувањата и секое превознесување што се крева против познавањето на Бога и ја поробуваме секоја мисла за послушност на Христа. Ние треба да дозволиме да секоја наша мисла биде поробена. Знаеме дека во нашиот ум, во нашите срца, се поаѓа од мислата. Се доаѓа од мислата. Ако сакаме чисто срце, треба да имаме чисти мисли. За да имаме чисти и исправни мисли, треба да му ги предадеме на Господа, треба да ги поробиме, така да кажеме, значи да му ги предадеме, да тој ги води нашите мисли. И навистина ова е една голема одговорност да го чуваме срцето, да управуваме со мислите и чувствата, односно да му дозволиме Светиот Дух управува, но тука рековме дека наша одговорност е да соработуваме во тој процес, зашто Господ ништо нема да прави спротивно на нашата волја, ништо нема да прави на сила. Зошто е клучно ова? Затоа што она што човекот го мисли, тоа е. Обично ние се трудиме да ги контролираме мислите и чувствата, односно, полесно е да не ги контролираме, туку ги покриваме и се воздржуваме да ги покажеме пред другите, но тоа не е решение. Значи, ние можеме правиме на камуфлажа, односно, го
се трудиме да го поправиме нашето однесување. Но клучот е во мислите. И оттаму потекнува се. Значи, внимаваме на однесувањето заради, можеби, нашиот углед, заради почит и така натаму, но зарем не лицемериме на тој начин. Како христијани мораме да имаме контрола над умот, а не само над однесувањето. А кога со Божја помош ќе успееме да владееме со умот, тогаш и однесувањето ќе не биде во ред, затоа што се потекнува од мислите и чувствата. И ова не е лесно од проста причина што ние се раѓаме со расипани срца, значи со нечисти срца. Видовме што треба и како треба и колку Светиот Дух има клучна улога во таа преобразба. И еве да читаме Еремија 17 глава, или го знаеме, тој стих, меѓутоа ајде ќе отвориме да се подсетиме. Еремија 17 глава, 9 и 10 стих. О, измамливо од се е срцето и е страшно болно, кој може да проникне во него. И што вели 10 стих? Јас, Господ, ги истражувам срцата и ги испитувам бубрезите, за да му дадам секому според неговото поведение, според плодот на неговите раци. Господ многу подобро знае што има во нашиот ум, што има во нашите мисли, што има во нашето срце. Вели, поизмамливо од се е срцето и е страшно болно. Ние самите може да се измамиме и затоа треба да му дозволиме да тој ги испита нашите срца, или како што вели псалмистот, многу убави стихови овие се за молитва, јас често пати знам да ги користам, во 139 псалм. Погодувате кои стихови? 23 и 24, последните. 139. 23 и 24. Испитајме целиот Боже, запознај ми го срцето. Испитај ме и запознај ги моите мисли. Погледај да не одам по гибелен пат и поведај ме по вечниот пат. Зошто? Затоа што срцето е поизмамливо од се. Или, што велеш тамо пословици, мислам дека беше, некој пат му се чини на човекот прав, ама крајот му води во пропаст. Затоа треба да постои таа соработка наша со Господа. Целосно, да му дозволиме на некој начин да го смени оперативниот систем комплетно кај нас, затоа што тука е проблемот. Сега, неколку причини, колку имам наведено овде, 4, зошто треба да го чуваме срцето. Накратко ќе поминеме, затоа што времето изминува. Затоа што, како што прочитавме во Пословици 4.23, прва причина, зашто од него извира животот. Од срцето, извор е тоа, од тука доаѓа се. Значи, вие треба да се роди кај вас некоја мисла, и од таа мисла потоа, знаете, да се претвори во дело, и така натаму делата можат да станат навика, ако ги повторувате. Навиките го одредуваат карактерот, а карактерот вашата судбина. Тука е почетокот, тука е изворот на се, тука извира животот. Затоа чистото срце води во чист живот. Галатјаните 6, 7 и 8 вели, накратко ќе кажам, што сееш, тоа ќе жнееш. Значи, ако посееш чисти мисли, благородни мисли, тоа ќе познаеш. Ајде, ќе прочитаме Галатјаните 6 глава, 7 и 8 стих. Не лажете се. Бог не дозволува да биде изигран, зашто што човекот ќе посее, тој ќе жнее. Кој сее во своето тело, телото ќе пожнее погибел, а кој сее во духот, од духот ќе пожнее вечен живот. Нешто слично, како што вели Павле во Римјаните 8 глава, ако живееме по духот, ќе живееме, ќе имаме живот, а ако го храниме телото и ако живееме по телото, нема тоаш живот. Значи, зависи што сееш. И затоа треба да го чуваме срцето, односно умот, затоа што се од тамо произлегува, и видовме во сите овие предавања што ги имавме изминативе 2 месеци, може и повеќе, цело лето да кажам, на некој начин, што
треба да се јаде, што треба да се пие, што да се гледа, што да се чита, затоа што сето тоа е сеење, сето тоа делува на нашиот мозок како орган и на нашиот ум и на нашиот мисловен процес. Според Пословици 23:7, втора причина зошто треба да го чуваме срцето е следна. Пословици 23:7. Зашто тој е таков како што мисли во себе си. Тоа веќе го спомнам. Човекот е она што го мисли. Значи, кажав, надворешно ние можеме да изгледаме и вака и така, меѓутоа, во суштина човекот е она што му се одвива меѓу двете очи, да кажем, тука, во челниот резен. А ние сме склони како луѓе да гледаме на однесувањето, на надворешноста, знаете. Така и сме научени. Ако си послушен, ти велат, нели, од мал, ако учиш, ако добро се однесуваш, така натаму и така натаму. Но овој критериум воопшто не е сигурен и да се проценува според однесувањето и според надворешноста. Лаодикеецот, да се подсетиме, има одлично однесување надворешно. Тоа е само облик на побожност. Павле за себе што кажува? Безпрекорен, според критериумот на однесувањето, безпрекорен. Ама се додека не го сретнал Христа, значи. Не ја осознал суштината, не погледнал длабоко во срцето. Што вели во 7 глава Римјаните? Додека заповедта не посакува и не го удрила, да кажам, во глава. Значи, она 10-та која што е во коренот на сите други. Сите оние 9, нели, се некако надворешни, може човек и да ги држи надворешно и ќе изгледа пред светот дека е окей. Затоа и тој вели што се однесува до законот бев безпрекорен. Чи надворешно, како и секој фарисеј. Ќе го видите и ќе кажете, ако треба некој да се спаси, тоа е фарисејот. Но суштината е тука. И вели Елен Вајд во Патот кон Христа, вистина е дека луѓето можат на изглед безпрекорно да се однесуваат и без Христовата обновувачка сила. Внимавајте. Човек надвршно може да се однесува безпрекорно без Христовата обновувачка сила. Не му треба ни религија, ни ништо. Денеска имате луѓе кои што почитуваат некој бонтон и така натаму, заради тоа што се во некои одредени кругови, тоа се бара од нив и така натаму. Желбата за влијателност во општеството и за почит од другите може да го поттикне некого да живее уреден живот. Само почитувањето може да не натера привидно да се чуваме од злото. И себишното срце може да прави великодушни дела. Но оди понатаму и вели, на кој начин тогаш можеме да заклучиме на чија страна сме? Кому му припаѓа нашето срце? Треба да дадеме одговор на тоа прашање. Кому му се посветени нашите мисли? За кого сакаме да разговараме? Кому му ги подаруваме нашите најтопли чувства и нашата најдобра сила? Нели треба да му служиме на Господа со сето свое срце, со сета своја сила? Дали ние можеме да трошиме силата, животната сила во некои други активности или било што, кариери или било што, а на Господа му даваме многу малку од сето тоа. Значи, кому му припаѓа нашето срце, кому му се посветени нашите мисли, за кого сакаме да разговараме, кому му ги подаруваме нашите најтопли чувства и нашата најдобра сила. А ако сме Христови, тогаш нашите мисли се со Него, најсладко ни е да размислуваме за Него. Се што имаме и што сме, нему му е посветено. Ние копнееме да го носиме Неговиот лик, да дишеме со Неговиот дух, да исполнуваме Неговата воља, во се да му угодуваме Нему. Значи, нема врска надвршното однесување. Лаодикеецот, пак ќе спомнам, е безпрекорен, надворешно, прави добро, но од погрешни мотиви, значи има нечисти мисли, од себичност, затоа што е необратен, телесен, а мисли дека ништо не му фали, значи дека се е окей, меѓутоа не е така. Трета причина, ако ние не го чуваме срцето, значи зошто треба да го чуваме срцето?
Ако ние не го чуваме срцето, тоа ќе се погрижи ѓаволот. Вели во петото сведоштво, 310 страна. Вие морате дури и вашите мисли да ги почините на Божјата воља, како што читавме во стиховите, мислам дека беше во Коринќаните, да ги поробиме нашите мисли, а своите чувства на контрола на разумот и верата. Вам не ви е дадена моќта за мечтање, за целосно да и се предадете без да ја дисциплинирате и контролирате. Ако мислите се лоши и чувствата ќе бидат негативни, а чувствата и мислите го сочинуваат моралниот карактер. Ако мислите дека како христијани не сте обврзани да владеете со своите мисли и чувства и да ги контролирате, ќе подпаднете под влијание на злите ангели кои ќе дојдат и ќе завладеат со вас. Значи, ете зашто е потребно да стражиме, ете зашто е потребно да владееме со своите мисли и чувства, односно да го чуваме нашето срце. Нормално тоа е со Божја помош. Но мора да постои наша соработка. Многу добро знаеме дека треба да внимаваме што гледаме, што слушаме, што јадеме и пиеме. Видовме во сите овие предавања што ги имавме до сега. Значи, едноставно, ако ние не се грижиме, ѓаволот по дефолт е тука, значи. И ние сме негови. Од проста причина што нашиот ум по природа всушност е ист како умот на ѓаволот. По природа сме себишни, така ли? И горди. Од каде произлегува тоа? Од ѓаволот. Таков е неговиот ум. Да не читаме, значи во Римјаните 8 глава или Јован 3.6, еве, ќе го прочитаме стихот во Јован 3.6. Затоа е потребно тоа наново раѓање, значи тоа очистување, влијание на Духот Свети и соработка со него и со Бога. Всушност, Јован 3.6. Роденото од тело е. Ние сите сме родени од тело по природа, нели? А роденото од дух е. И затоа на Никодим во овој разговор, значи Исус му вели дека треба наново да се роди, како тој, така и сите ние. Знаци на времето, значи списанието од 11. јуни 1994 година, цитатот вели: природниот човек е во престап и неговата природа е во склад со првиот престапник. Нема природно непријателство меѓу паднатиот човек и паднатиот ангел. Обајцата се учесници во ист дух преку препуштање на злото. Че нема разлика во природата на паднатите ангели и паднатиот човек, кој што се раѓа природно по тело. И затоа била потребна на надприродна интервенција, како гласи она прво ветување, да кажеме, први стихови од Евангелието, може да кажеме во Битие 3.15. Јас, вели Господ, ќе поставам непријателство меѓу тебе и жената, затоа што вие сте по природа пријатели. И јас, надприродно, со своја сила ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и низиното семе, тој ќе ти ја сотура главата, ти ќе ме сотураш петица. Значи, потребна е таа надприродна интервенција и слава на Бога, што тој е тука да ни помогне и е потребно делување на Духот Свети и наново раѓање. Четврта причина зашто треба да го чуваме нашето срце е затоа што Бог бара послушност од срце. И тоа целото срце. Знаеме, да се подсетиме на оние стихови во прва Самуилова, кога 16 глава, кога Самуил доаѓа да го помаза новиот цар. И 6 и 7 стих, кога дојдој, кога Самуил го виде Елијав, еден од браќата негови, си рече на Давидов брат, си рече во себе си: без сомнение, еве пред Господа стои неговиот помазаник. Но Господ што му вели на Самуила? Не гледај на неговата надвршност и на неговиот висок раст, зашто го отфрлив. Бог не гледа како што гледа човекот. Човекот гледа на лице, а Господ гледа што е во срцето. Клучно е срцето. А Давид сега, како крунисан цар, што му дава, што му предава
каков совет на Соломон, што му рекол во прва летописи, значи пред да му го предаде царството на Соломон. Прва летописи, или дневник, 28.9. А ти, сине мој Соломоне, значи еден совет од Давид до Соломон, познај го Бога, својот татко, и служи му со сето срце и со драговолна душа. Зашто Господ ги испитува сите срца и ги знае сите мисли и намери. Ако го бараш, ќе биде најден од тебе, ако го оставиш, ќе те отфрли за секојаш. Многу убав совет. Не е битна надворешноста. Господ и онака знае што имаме во срцето. Господ ни порачува дека треба да го чуваме срцето повеќе од се, над се, тоа е најважното. Господ бара служба од сето срце и драговолна душа, зашто вели Господ ги испитува сите срца и ги знае сите мисли и намери. Знаете, фарисеите во Христово време, со кои што Исус имал голем проблем, измислили еден куп правила. И често пати знаел Исус, меѓу другото, нели, еве некако до израз доаѓаат оние нивни правила околу саботата. Сите оние глупости, да кажем, што ги измислили и ги натуриле над народот, како бреме, како товар, што требале да прават, што не требало да прават. Исус се соочува често пати со тоа и гледате колку има случаеви кога тој намерно лечи во сабота, за да им укаже на погрешното гледање на работите. Но зошто е потребно тоа? Значи, оној кој што се задржува на надворешност, односно оној кој што помалку му служи со срце, колку помалку му служи човек од срце, толку повеќе има потреба да покаже надворешно служење. И сите оние церемонии кај комшије или во други верски заедници не се ништо друго, туку само за очи. Сето тоа е надворешност. Нема потреба од такво нешто. Господ бара едноставна вера, едноставна послушност од срце. И залудно е сето она надворешно китење и надворешно служење и правила и прописи и така натаму, затоа што и онака Господ знае дали ти му служиш од доброволна душа, дали тоа што го правиш доброволно го правиш, или пак ете едноставно од присила или од било што луѓето да те почитуваат, луѓето да те слават, како што нели тоа го правеле фарисеите. Матеј 5.20, привршуваме полека. Веќе и саботата изминува. Зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмене праведноста на книжниците и фарисеите, нема да влезете во Царството Небесно. Започнавме со стикови од типот дека не може да го види Бога оној кој што нема чисто срце, односно чистите по срце ќе го видат Господа. Овде вели дека ако не ја надминеме праведноста на книжниците и фарисеите, нема да влеземе во Царството Небесно, а нивната праведност била, знаеме, надворешна. Сето тоа се осликувало само на нивната надворешност. Дали саботата ни е милина, како што се вели во Исаија, или пак ни е товар, и не само саботата, конкретно еве, саботата ја спомнувам, дали повеќе му се радуваме на вчерашното зајди сонце или на ова сега зајди сонце. Тоа е исто момент. Значи, дали на зајди сонцето во петок или на зајди сонцето во сабота. Битно е срцето, затоа што Господ гледа на срцето и видовме, и повторам на крајот, причините зошто треба да го чуваме срцето, нормално во соработка со нашиот Бог. Затоа што од него извира животот. Од таму поаѓа се. Затоа што она што е во срцето, тоа сме во суштина ние. Затоа што ако ние не го чуваме срцето, ако не се потрудиме, тогаш ѓаволот е тука да се погреши за него.
и затоа што Бог бара послушност од срце. Да го чуваме срцето, да му пружиме на Господа служба од срце, со цело срце, и ќе завршиме со стиховите од Проповедник, 12 глава, познатите стихови. Книга на Проповедник, 12 глава, 13 и 14 стих. Да го чуеме завршниот збор за се. Знаете, ова песимистичка книга, така да кажем, откако ја напишал цар Соломон, а која што е толку многу поучна, ја завршува со клучните зборови. Да го чуеме завршниот збор за се, вели: бој се од Бога, исполнувај неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. Зашто сите скриени дела, било добри или зли, Бог ги изведе на суд. Се за човекот е да го чува своето срце и се за човекот е да му биде послушен на Бога, и тоа од сето срце. Зошто? Затоа што ако не е од сето, не можеме да му избегаме на Господа. Тој ги знае сите скриени дела. Тој знае се што има во срцето, односно во умот, затоа што сите тие дела, било добри или зли, Бог ќе ги изведе на суд. Значи, да не се залажуваме, клучно е срцето, клучен е умот, од тука поаѓа се, и затоа да дозволиме да Господ не очисти, ако тоа се уште не е случај, а сите ние имаме можеби се уште нешто каде треба да се поправаме и да растеме, и да обрнеме многу внимание и на сите оние здравствени принципи кои што ги разгледавме, начинот на исхрана и сите тие здравствени принципи, затоа што и како делуваат на функционирањето на нашиот мозок и нашиот ум. И ѓаволот денес буквално се служи на сите можни начини за да го уништи тој челен резен и да загосподари со нашиот ум. Ако тоа се случи, тогаш ни нема спас. А од друга страна, Господ и како заинтересиран за умот, и еве затоа се сите овие совети, и затоа треба да му помогнеме, односно во соработка со него да го чуваме нашето срце. Нека му е слава нему. Амин.